Добре дојдовте во процес. Денеска во студиото на Нова имаме ретки гости. Ретки по тоа што се специфични по тоа што наместо срце во нивните гради чука или вештачко срце или имаат вградени пумпи. И она што го слушате во моментот е вештачкото срце во градите на Исмет Хаџиев. Тука во студиото е и Кристијан Неделковски, на кој што пред 8 години му беа вградени 2 пумпи во Берлин. Така. И неговиот Точно татко Зоран Неделковски. Добре дојдовте и ви благодарам што направивте напор да дојдете во студиото Нова, да прозбориме како се живее на ваков начин и за проблемите, а и за трансплантацијата. Ви благодариме на поканата. Исмет, Да. вас... Први сакам да го поздравам Сдруженијето Храбро срце, на чело со председател Даниел Тодоровски и сите останати членови што се транспортирани во државна кардиохирургија, во Жан Митрев. Ние ќе прозбориме на крајот за Сдруженијето, сакам да дадам приоритет. Исмет, еве, можеби малку им е чудно на луѓето, на нашите гледачи, што е тоа што чука вака силно, што работи силно. Вие живеете 24 часа со овој звук. 20 часа. Во градите имате фактички пластично срце. Пластично, да. Artificial heart. Кога ви беше направена таа сложена интервенција и како е да се живее вака на овој начин со пластично срце во градите? Срцето ми беше оштетено многу, ми работеше околу 20% и мораше да се стави ова пластично срце. За да преживам, ова ќе биде само привремено, значи до трансплантација. Ова не е трајно решение. Има као рок и Колку може. е рок? Вие пред една година е направена оваа интервенција, така? Па рокот е, може да трае 6-7 месеци без проблеми, после тоа се појавуваат проблеми. Ова ќе се Вие сте во извори. моментот приклучен на струја. Да, ова се Апаратот струја. Значи, кога идам негде мора да бидам приклучен на струја, може батериите одма да пуштат и да престанат. умираш. Значи, има два мотори, едниот ми се случи, се расипа, среќа со сензорски, другиот се уклучува. И така ја со тоа беше СОС. Значи, ургентно отидов кај Жан Митрев да се смени ова. Иначе ова, ако престане, ова ми е срце, значи умирам. Без ова нема шанси. Каде и да сум со ова? Ова тежи 7 кг. 7 кила тежи и мора да го чувам да... Го носите со вас постојано, при сегде. спиење, во секоја И кога ситуација. спијам, и кога идам да се бајам во ВЦ, сегде. Ќе ми објасните како тоа оди. Кристијан, 2 пумпи, исто така приклучен на Струја исто, на батерии, тешки се колку? 2 кила една, Па- 2 килограма. Скоро 3 кила се двете пумпи. Се случи тоа пред 8 години Пред во 8 Берлин. години, 2012 година во Берлин, во Deutsche Head Centrum и многу тешко се живее со тоа. Значи, многу тешко. Со моите Не роди. изискува сонце, како функционирате со ова? А на секои 4 сати мора да сменам батерија и на левата пумпа и на десната пумпа. Мора на 4-5 Ако сати. заспие некој, ако нема заборавање? Не. Има аларм 100%. Има А, и- аларм. Имаме, значи, дома Аларм. имаме батерии на струја. Кога ќе легнам, значи ги ставаме батериите на струја и се полна. Кога ќе станам, ги вадам и после тоа од текот на денот на чекот на 4-5 сати мора да сменам батерија и на левата пумпа и на десната пумпа. Значи многу Стравувате ли дека може да се случи некој момент нешто лошо, да престане апаратот да функционира? Да, уште од тој ден што ми се деси, сега страв ми е. Значи и тоа може да се деси. А може и другиот мотор да не работи од тој момент и умираш, разбираш? Тоа е многу стварно страшно. Кога го менја звукот, се плашам. Што е сега овој друг звук? Еве пример, работи како што треба, а има и друг звук. Кој апаратот што ми беше, друго звучеше, многу
тешко да работеше. И кога само се расипа. Како спиете со ова? Па ова Звукот ама го ставам присутен е Да. постојано. Ама сега мора ќе спиеш ти, ќе се навикнеш на ова и ќе го ставам ова на меко, кога го ставиш на меко помалце прави ова. И го ставам, мора да го ставам у струја. Да се полни. Да. Иначе две батерии имам 2 сати тератови. Има аларм ако се испразнат под 35%. И мора да ги сменам батериите ако сум надвор. А дома кога седам, нон-стоп сум со пуњач. Така е пожелно. Господин Неделковски, ова е еден вид мост. Да. Еден вид преодна Преодна фаза фаза до трансплантација. Е, Таа така, преодна фаза така. кај вас трае цели 8 години, 8 години. години, значи. Има ли некаква надеж за трансплантација? Па, Се како надеваме. Како што знам сега и како што бев во координација на состанок со националниот координатор Маја и со професорите од државна кардиохирургија, Тоа беше професор пред неколку Јоев, дена, пред неколку минатата дена, недела. да разговаравме околу тоа, заедно со председателот на Сдруженијето Храбро срце Даниел Тодоровски, така да дискутиравме некои теми околу покривање на фондот за трошкови на декубитирани што имаат самите пациенти, затоа што тоа све го плаќаат. И второ, Има ли можност од инфекции, од Да. од тоа е многу ризик од тромбоза, некои други од работи, од тромбоза. вирози, од тромбоза, од тромбоза крварење, има ли највише. ризик? Така. Носи ли самата? Да, Да. ја имав инфекција од бактерија од тука цревото. Не знам како влегол ова бактерија и месец и пол седев кај Жан Митрев. Ми чистеа крвта со лекови она се Се опорави. среди. Иначе ја се изгубив, не можам да мислам, значи не можам да зборам. Значи мора да внимавате, Да. освен што таков тип на инфекција, мора да внимавате и Многу со хигиена луѓе, и со се. не само хигиената, Да. и со контактот со Вирози. луѓе. Да, али они имаат и рани, тука кај што влегуваат Така. во срцето, и тоа мора стриктно на секој 4 дена да се менја. Строго Дали тоа го покрива фондот? не. Ја идам секоја недела кај Жан Митрев. Е сега не знам дали смеам да идам у државна. Ако не го покрива фондот на некоја приватна, 100% има друго решение, значи може да идеш кај државна. Јас се таму да надевам се- дека на овие прашања сега што ќе ги поставиме, што ќе ги поставите вие, ќе ни одговорат надлежните кои што веќе во меѓувреме кажаа дека има програма за 2012 во која што е влезена 2020. 2020, пардон, во која што е влезена трансплантацијата Тацијата, на точно срце. Се работи на софтверот, но донори се уште Се нема. уште нема тоа. Очигледно е потребна кампања, затоа и ви Да. постои вашето Свеста. здружение, еви, може би заради Едукација најмногу за тоа сте меѓународно, тука, така Да. за да се крене свеста на луѓето дека Дека секој мора да биде потенцијал. Не мора, туку треба Дека да биде, тоа е треба да хуман биде чин. хуман чин и треба да биде потенцијален донор. така. Да. Во моментот во државата, според мои информации, има 23 пациенти, околу 12-13 имаат поддршка, дали со пумпа или дали со вештачко срце. 13 Само јас со сум вештачко. Вие сте единствен единствен. преживеан, единствен што преживеа со вештачко срце. Да. Колку пациенти беа вкупно? Беа два, едниот умре и јас сум И сега. вие сте само Вие 20 единствениот, бевте. да. 13 со Со поддршка? Да. Со пумпи, да. Да, со елват се Елбат има и биват и има. биват. Биват се со две пумпи, со Така. две пумпи се моментално тројца пациенти во Македонија, тоа е Дарко од Охрид, Маја. Маја од Струмица И јас. и Христијана. Вие Маја е правите- единствено девојче што е со две пумпи, па речи си меѓу првите три Девојчето во 13 годишното, не, значи не. да, она има 32 години. Не, девојче од 13 години има кој што нема никаква поддршка Да. и слушам дека е навистина ургентен Да. случај. Вие правите напори за во Хрватска. Не, ние све прво би било најдобро и најбезболно би било да се направи тука трансплантација. Така? А кај нас е моментално не е од почета, значи ни една трансплантација
ни со една пумпа, а камоли со две, бидејќи е толку тежок процес. Колку е рокот? Што ви кажаа во Берлин? Колку Па е рокот? 7 години до 10 зависи така. Од тој процес иде, а Кристијан е меѓу првите двајца во светот што живеат повеќе од 8 години. Затоа што професор Јовев, кога беше на семинар во Холандија, таа статистика му ја пренеле таму, значи меѓу првите двајца што живеат повеќе од 7 години во свет. Но апаратот веројатно ќе покаже ако нешто не е во ред или ако почне Да. откажува. Така, Да. алармира, така. Така да. Нема тоа... Да, има контролери, два контролери и на него има колку испумпува, колку помпа и се така. Колку вати, на колку вати работи, бидејќи сега се покачени ватите малку, бидејќи почне да му текуваат нозете. И кога бевме за Загреб на контрола, моравме да ја покачиме за да може водата и срцето да испумпува подобро. Сите овие години имаше компликации? Не. Никакви? Последните 2 години. Се имаат компликации? Последните 2 години, да. Во вид на отоци, на... Вака сега, претходната година, значи, доживеав на плуќа и 2 месеци, може и повеќе, По терапија беше. И од тогаш терапија и многу тогаш тешко. почна да се беше опорави многу тешко. движењето и тие. Настануваа компликации. Сега сте со терапија покриени, постои терапија по терапија на фондот, така? Не. Не контрола која иде. Ние Докторката ли- не пише терапија. Ја лично дома синдром му давам и си терапија, имам За инара апарат зачувување за на крвта. зачувување на крвта и дома имам апарат за инара. И ја лично му ја раните ги менјам дома, све сами сами. правите. 8 години јас Све све сам. Зашто затоа ме обучија во Дојчке центру Белен. Мерите каква е коагулацијата на Све. крвта? И тогаш се интервенира Да. со терапија. Да, колку е инарото и спрема тоа му давам и синдром. Дали е високо или ниско? Ниско. Обично Кај кај него вас не се е тоа движи така? 3 до кај со две пумпи, две механички потпори треба да биде негде 3 до 3,5. Кај вас? Кај мене, јас све правам контрола. Докторката мене ме гледа добро, значи задоволен сум од докторката. Си правам контрола на крвта, на инера, што вика господинот. Преврска правам, значи се чисти ова, се... Сам? Не, докторката. Каму ги правите? Да. Идам секоја недела, еве сега сум под петок бев, пак у петок. Таму ми го чисти, ме контролира, да немам инфекции, дали имам излив, знаеш. Докторката, До сега немало компликации, така? не, само Освен што се таа разболев, инфекција, ама така. освен таа инфекција, нема. Како, кажете ми како е како успевате еве едноставно во бањата со тука има некој напон, Па така? мора да измислиш нешто. Како Не може, го да. правите? Ја прв Во пат бања ја не не може. знае. Мора да биде заштитени. Не знам за такот, али Ќе кажам јас биват, сега. биват помеја мора да се заштитат со Најлони? Има или најлон или има специјални торбичиња што не пропуштаат вода, за да се заштитиш. Но е тука во бањата кај што има пареа и има да, све да, така. да. Ја тоа го правам така, ама ја ставам вратата отворена. Зашто ова не ќе пареа, не ќе влага нешто. Или да се прска со вода. Колку можете да го оддалечите од себе? Па може колку е Метар, ова? 2, 3? Не. Не, колку може ова и имаш после кому шама и може да се тушираш. Тука не е проблем. Оти докторката мене добро ме Изолирано. изолира тука, вика само ова. Ова не смее да има вода, не смее многу на топло, плюс 40 степени, на сонце да се... Значи не смеете ниту на сонце да шетате многу? Има аларми посебни кога е проблемот со моторот, има аларми за батерии, има филтер, треба да се менја еднашка на 7-8 месец, ова е 7-8 дена. И после треба да се чисти, значи прашињето, може да го чисти со тоа влажна папир. Иначе многу е тешко, многу. Некој ден не си добар, не можеш да дишиш, па ми се случува да имам изливи
И ми се случува на почетокот, идев на контрола, докторката виде дека имам изливи и ме боцка и ќе ме чисти. Оти кога имаш изливи не можеш да дишеш. Не можеш нормално да дишеш, не можеш да спиеш. Ама докторката знае, ме гледа со тоа. Ехо, како се гледа тоа? Ехо. Тоа кажува колку имам вода све. Вие знаете дека ова е направено како преодна фаза? Да, ова е како мост. Чекате и се надевате на трансплантација? Чекаме трансплантација и тоа хитно, барам за нас што сме поризични. Еве, као ја, Кристијан, колку сме 20 тројца. За вас не е важно Маја. каде ќе биде направено? Да, Не не е е важно, важно ама јас каде сакам во повише могото. тука да биде. Оти, ја мислам така, може во Македонија да биде. Кажа ми треб добро, има услови, све има. Вие сте врзан таму, бидејќи таму ви е направена оваа сложена Да, и интервенција. задоволен сум, и- зашто они... Верувате дека Да. дека може да го извршат. Ова беше многу комплицирана работа. Да се стави толку пластика тука, траеше 6 сати. Јас побарав одговор од Фондот за здравство, што току ми стигна колку чинат овие интервенции и како што гледам дека фактички трансплантацијата на срце е Е поевтина поевтина. отколку Да, да се така, вгради така. Механичка раков апарат, потпора. механичко срце или Вештачка. Механичка вештачко потпора, да. срце или механичка потпора. Колку ве чинеше, колку чинеше во Берлин пред 8 години? А па во Берлин негде требаше 290.000 евра, али со дополнителни трошкови со ова негде околу 540.000 евра. А трансплантација на срце колку чини? Па Околу- негде 84 до 90.000 евра. Да. Значи на државата, а и за вас е подобро да има трансплантација и да Така, али да затоа профункционира тоа. треба, мислам дека државна кардиохирургија на чело со професор Јовев се спремни за да отпочне трансплантација, али проблемот е со донаторството. Бидејќи кај нас знаете дека не е развиена уште свеста и ние сите треба да видиме, како што ве кажа, 20 потенцијално години зборуваме за за потенцијал- тоа подигање да, на на свеста свеста и никако морало да се да, направи една поширока поширока кампања, да, така, да се донираат да органи. се доцира сегде. Вашата сопруга ми спомна за контактот со Хрватска. Да, ние идеме 4 пати више на контрола, ги направивме сите испитувања во Хрватска и они се волни да не прифатат. Чекаат само нашето министерство барање да се поднесе. И они би го ставиле на посебна листа Хрватска за да може да се изврши таа трансплантација. Тоа значи Бидејќи- дека фали контактот од Македонија? Да се поднесе барање. За протокол? Да, затоа што е знаете како идат тие Македонија не е во Евротрансплант, така. и не верувам дека во блиска иднина баш и ќе бидеме, но добро е да се направат протоколи, да се направи програмата, да се направи да таа идеме на- типизација и да се крене свеста за донирањето на органи. Многу е битно свеста за донирање на органи да се подигне на повисоко ниво. Вие не сте контактирале со ниједна болница во странство, си чекате што ќе одлучат надлежните, така? Да. Кога ќе биде? Ја не сум, не знам кого да контактирам ја. Операција направив и сега чекам трансплантација. И сега како да ти кажам, еве што слушам, што ќе биде, дали има, до каде е работата. Они викаат дека има закон, ама некои други работи треба да се решат. За донори, договори треба да се прават, ама тоа договори треба државата да ги прави, како што ми кажа тој представителот на Сдруженијето. Зашто он се биде со ова Андријана што е координаторка за Така. трансплантација што е. Тоа треба, докторите треба да имаат обука за срце, тоа. Па не мора да биде многу тешко. Не, очигледно е дека се екипираат. Очигледно го прават Да. тоа, но вие, вашето време е драгоцено. Вие немате време. Ние сме Не само да. вие и други луѓе кои што Нормално, чекаат, кои да. што немаат никаква поддршка на срце. Да. Па има и такви што не го поднесуваат пластиката или мора директно срце.
Значи, а кај мене друго беше. Ја мораше ова минимум 6 месеци, оти другите органи не ми работеа како што треба. И да имаше закон тогаш не може одма срце. Со ова да дојде на своите органите и да се стави после трансплант срце, човечко срце. Па еве, граѓаните, кога се жалиме не боли глава или не боли зап, луѓето треба да се сетат дека постои ваква категорија на луѓе кои што имаат навистина многу сериозен проблем и на кои што ургентно им е неопходна трансплантација на срце. Вие имате и издружение, го спомнавте на почетокот, Хумано срце, со кое во блиска иднина ќе почнете еден вид кампања да покажете дека сте тука, дека постоите и дека граѓаните треба да почнат да размислуваат, да бидат хумани, да се подаруваат органи од блиски, од починати и така натаму, и да размислуваат за себе. И ова ваше гостување, освен апел за трансплантација, која што ви е неопходна, е и на некој начин да се види дека постоите, дека има вакви пациенти во државата, дека не се во мал број, дека се беше 13 членови. И дополнително други кои што немаат поддршка, 23, сепак не се малку. Така да... И еден единствен живот е драгоцен. Драгоцен, точно така. И затоа мораме што побрзо да дигнеме свеста кога што дискутиравме и Министерството за здравство, националниот координатор, кардиохирургија, што побрзо да отпочне со тој процес. Еве нека биде еден апел до надлежните, до Министерството за здравство, што побрзо да започнат со трансплантација, а во меѓувреме нели да почне таа кампања за подигнување на свеста на граѓаните. Јас ви благодарам што дојдовте, што направивте напор да се качите до третиот кат. Сепак и тоа е напор, нели? За да проговориме за овој проблем, за да кажете како живеете и да укажеме дека ви е потребна навистина и неопходна трансплантација на срце. Да, хитно не треба тоа, што побрзо. Оти ние немаме време. Еве ние што сме, значи, вака, ние сме со поминат рокови више, помина рокот на овој. Тоа е многу проблем, од пцијата јаде. И мене ми помина рокот, значи, мора да се прави што побрзо е. Тоа е, значи, неопходно е. Тоа е, сакам да кажам, значи, мора да се брза, да се најде решение. Ту како не може у блиска еднина, барам да се најде решение надвор негде. Немаме време за чекање. Оти он чекал 7-8 години. Ја една година со ова нема, година и пол, два. Да. Кристијан? Значи, за тие 8 години, значи, многу тешко е да се живее со тие помпи. Значи, 8 години е тоа многу од долго. Од дружење, изолиран, од плажи, од сите работи, ништо така? Тоа, значи, и за бањање, тоа татко ми со мора кесидина на помпите да не се натопат, значи, тоа е многу тешко. Плюс е тоа. А тоа друго што не можам јас сам да излезам надвор, значи мора да има некој со мене, а фамилијата или татко ми, или мајка ми, или брат ми, ако излезам негдека мора да има некој со мене, а јас сам не можам. Имаш 31 година? 31 година, да, така. 40? 40, на 40 се оперира. И јас знам дека со тие пумпи не може да се живее. Тие пумпи се само мост до трансплантација, ништо повеќе. Трансплантација тоа е која што ја очекувате со нетрпение. Така. Ви благодарам. Исто и на вас што ме примивте во емисијава. Па се надевам дека еден ден ќе седнеме и дека ќе биде во многу блиска иднина. Без апарати. Без апарати. Фала ви многу на поканата. Благодарам. Благодарам и на вас.